Почитувам председателя на Сојузот на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија, другар Никола Стојановски, почитувани другарки и другари, членови на Сојузот, почитувани гости, дами и господа. Со особена чест ја прифатив денеска поканата по повод јубилејното одбележување на еден од најважните настани во поновата македонска историја, февруарскиот поход на единиците на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија во Втората светска војна. Да бидам дел од неговото чествување на овој историски час, за можноста да ве поздравам со своје обраќање во присуство на борците и продолжувачите кои што се дел од овие значајни настани. Ке ми дозволите сосема накусо да се осврнам на некои суштински аспекти поврзани со значењето и наследството од февруарскиот поход, не само како воена операција, туку и како политичко-воена одлука со која што практично и конечно се овозможуваат условите за одржување на основ за втемелување на македонската држава и државност. Славниот февруарски поход представува пресвртница во воено-стратешкиот план после која се динамизираат патот до конечната победа на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија над фашистичкиот окупатор и фундирање на правно-политичките предуслови за зголемување на слободните територии и се започнува со подготовки за одржување на првото заседание на АСНО. Во тие денови на трајање на операцијата од 31 јануари до 24 февруари 1944 година била демонстрирана силната и непоколеблива волја, победничкиот морал и слободарски дух на припадниците на партизанското движење на Македонија, изразен со висока политичка свест на борците, но и населението за постигнување на крајната цел создавање на македонската држава. Токму затоа ова херојска епопеја со право го заслужува своето есенцијално значење во нашата понова воена и политичка историографија како маркантен пример за непокорниот народен стремеж, исконскиот сон да стане реалност, да се биде свој на своето, особено што еден од конкретните резултати на партизанскиот подвиг ќе биде уште поширокото, помасовното народно вклучување и мобилизирање за конечно ослободување и извојување на саканата слобода за македонскиот народ. Во годините наназад февруарскиот поход беше инспирација и мотив за многу академски, научни, уметнички предизвици, етаблирајќи се како настан кој за секогаш ќе остане врежан во нашата колективна меморија и наследство. Немам дилема дека така ќе биде и во иднина, оти легатот од февруарскиот поход за сите нас е премногу важен, непроценлив во својот вонвременски карактер и вредност. Во крајна линија, иницијативата на Сојузот на борците на Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија, што денеска се реализира како континуитет во одбележувањето на февруарската партизанска епопеја, само говори за потребата, но и должноста, како кон нашите предци, особено кон нашите млади генерации, да покажеме дека антифашистичката борба има масовен, општонароден карактер во Македонија, дека антифашизмот е принцип на македонската борба и на македонското опстојување. Хероите кои се тука присутни и денеска не подсетуваат дека слободата никому не му е подарена, а визијата на секој лидер е да ја чува и негува татковината, да носи вистински одлуки во вистинско време, што особено беше потребно во реализацијата на нашата стратешка определба како држава со зачленувањето во НАТО и кон нашата истрајност за полноправното членство на земјава во Европската Унија. На крајот, дозволете ми во свое име и во име на Министерството за внатрешни работи да ја изразам нашата должна почит и благодарност кон сите членови на Сојузот на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија, со желба следната година светлиот јубилеј, 80 години од февруарскиот поход,
да го одбележиме онака како што доликува на една современа држава со европски вредности. При тоа, обврзувајќи се на втемелените македонски национални интереси, заедно да ја продолжиме стратешката ориентација на нацијата за држава која ќе стои зад вредностите на слободата и правдата, кои во иднина ќе ги гарантираме со наш влог за отворање на нови перспективи за развој на највисоките европски и светски вредности. И почитуван председателе, сакам да бидете спокојни и да ве уверам дека ова влада нема никогаш да дозволи не организацијата, туку традицијата и идејата на антифашизмот да згаснат. Тука сме, заедно ќе се бориме и заедно ќе обстоиме покрај сите предизвици кои што стојат пред нас. Благодарам.